Ова беше многу актуелна кога се случи оние немели настани со суициди и доста кружи. Јас сам мислам дека со ништо не може сам да се справиш. Значи онака сам. За буквално секој успех, лично, да речеме, јас што сум си го имал, секогаш тоа било, иако можеби сум дал за нешто до 95% од ефортот, ама никогаш не било 100% сам. Така не гледам ни овде зашто би било поинаку. Од очигледните причини, нели, што ги знаеме. Би сакал некаде да се надобрза? Но јас се држам краток за... Или не е интересна депресијата? Може, се што не е состојба е болест. Не сум стручен, не сум лекар, ама. Значи, депресијата, додека ја имаш, треба да ја излечиш. Меѓутоа, по мене, тоа лесно се лечи, затоа што депресијата, по моето искуство, право пропорционална со пасивност. Колку е човек повеќе активен, физички активен, емотивно активен, колку повеќе, се не знам, не сум стручен, кажувам лично искуство, од моите скромни 48 години, кај да е веќе уште малце, петина од животот ќе ми помине. Планирање, планирам толку. Зошто? Па немам депресија, активен сум. Ме сваќате, активноста мислам дека. Меѓутоа, доколку човек западнал во депресија, тогаш со сигурност нема да може без помош да ја излечи. И тука треба стручно лице. Но лесно е, релативно лесно по мене може да се излечи, бидејќи само треба да биде повеќе активен. Не постои во исто време. Јас барем не познам, лично лаички не сум запознам, многу ме интересира боја на твоето мислење како стручно лице. Активен човек, физички активен, кој што е депресивен. Анксиозноста е друго, но депресијата, мислам дека релативно лесно може да се излечи со стручен надзор и стручно лице. Да се надоврзам, ја не сум нели стручен за сега за депресија, да навлегуваме длабоко. Мислам дека до степен можеш да се справиш со депресијата, у смисла да не дозволиш да дојде до тоа. А од друга страна, па и сметам дека не секогаш активноста е показател дека нема да влезеш у депресија, затоа што сум гледал пример на луѓе кои што се активни, успешни се, можеби успешни се, зависи како нели успехот го дефинираме, ама се продуктивни у тоа што го работат и се активни, ама имаат се соочувале со депресија. И понекогаш еви јас се размислувам затоа што секогаш паралела си повлекувам со тоа што го знам. А тоа што го знам во делот на исхраната и генетските типови на луѓе е дека, да речеме, кога што постојат можеби ектоморф, ендоморф, мезоморф, тоа се генетски типови на луѓе, затоа можеби да ти наговестуваат како можеби ќе изгледаш, дали полесно ќе таложиш масти, потешко, дали ќе полесно ќе качуваш мускулна маса. Мислам дека и во умот постои некоја генетска предиспозиција која што ќе ти кажува дека за да не си у депресија ќе треба да дадеш екстра напор. Или за некојаш можеби со екстра напор е лесно да завлезеш у депресија. Не сум доволно упатен за да ја познавам депресијава. Сметам дека можеш да се справиш да не дојде до неа, али сметам дека и некојаш можеби и тоа не е доволно. Затоа што сум видел, сум забележал примери. Кристина, ако немаш нешто во однос... Не е задолжително. Сакам да кажам дека мислам дека се може да се случи секому и нема правила. Ова треба да правиш да ова веќе се случи. Може на најактивниот човек кој што последен би го посочиле дека нешто му се случило типот на депресија, да му се случи депресија. Значи, како и секоја друга болест состојба, таа се случува. Но мислам дека секој човек индивидуално го наоѓа начинот како да се справи со се што му се случува. Тука нема една формула или раменка која што аплицира на секаде.
туку мислам дека секој го наоѓа својот канал и што функционира за човекот.